Почитувани, 2 месеци нема ништо конкретно од истрагата за тоа чија е одговорноста, за тоа што болница полна со пациенти, за 3 минути се пеплоса. За 3 минути изгоре болница со 14 жртви, најголемиот дел од нив пациенти. Истрагата по 2 месеци вели ништо конкретно не нашла. По 2 месеци обвинителството се уште нема утврдено кривична одговорност за избувнување на пожарот на 8 септември, кога живи изгореа 14 лица. Истрагата не покажала, цитирам, ништо конкретно. Ова се зборовите на јавната обвинителка Вилма Русковска, дадена за една национална телевизија. 2 месеци нема ништо конкретно за одговорност поврзана со користените материјали за градба на болницата. Ништо конкретно за одговорност поврзана со противпожарните протоколи во болницата. Ништо конкретно за одговорноста за посетите на роднините во објект, внимавајте, ковид центар. Ништо конкретно за несоодветна инсталација, за присуство на кислородни боци, каде што имало и електрични апарати со висок напон. Ништо конкретно за било што кое што води кон одговорност кон Венко Филипче, Илир Хасани, Шахпаска, Ангјушев или било кој поврзан со градбата на модуларните болници, за било кого од луѓето на режимот на Зоран Заев и на СДСМ. 2 месеци ништо конкретно од истрагите на јавното обвинителство, истрагата на 5 нагласувам, јавни обвинители од Скопје и од Тетово, нема ништо конкретно од истрагата на МВР, која што води паралелна истрага, ниту конкретно од било која институција за најтраурната трагедија во современата македонска историја. 14 луѓе, на кои што ниту имињата не им ги соопштува, живи изгореа за неполни 3 минути. Ништо конкретно по 2 месеци истрага. Режимот и по 2 месеци продолжува да убедува дека конкретно сета вина лежи во продолжен кабел. Ова е повеќе од срамно, ова е најголемата трагедија од најтраурната ноќ во македонската историја. Овинија кабел, ништо друго конкретно од истрагата, овинија кабел за Венко Филипче и Зоран Заев да се спасат. Почитувани, нема ништо полошо од режимот на СДСМ за Македонија, нема ништо полошо од Зоран Заев. Ви благодарам, повелете со прашање. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски да се поднесе оставка поради тоа што ги измамил граѓаните за формирањето на новото парламентарно мнозинство. Како го коментирате? Најкриминогената структура во Македонија, киднапираната киднапираната партија Социјалдемократски сојуз на Македонија, партија која што ја киднапираше демократијата, киднапираше пратени, го киднапираше собранието и кое што при тоа заборава да нагласи дека изгубија во над 40 општини каде што има градоначелник, каде што наместо СДСМ со огромна разлика, со над 100.000 гласачи загубија од ВМРО-ДПМН, нема право да бара оставка, освен оставката поднесена и најавена од Зоран Заев. Да не ве подсетувам на кој срамен начин ја сокрија оставката на Зоран Заев. Ви благодарам. Ке ве молам на микрофон само. СДСМ тврди веќе ќе има мнозинство и дека тоа ќе се прошири во идната недела. Дали сите опозицијски партии, вклучено и Алијанса и Алтернатива и другите, се стојат позади актуалната политика на опозицијата или и дали конкретно мислите дека Алтернатива уште го држи збора да биде со вас, бидејќи се ретерираат различни ставови? ВМРО-ДПМН, прво ќе одговорам на 3 подпрашања кои што ги поставивте. ВМРО-ДПМН останува отворена за соработка со сите оние што се борат да го срушат режимот на Зоран Заев и на СДСМ и да ја вратат киднапираната од СДСМ демократија во Македонија.
Што се однесува до понатамошно делување на било која партија, понатаму прашањето упатете ги во тој правец. Во однос на нивните кажувања и убедувања дека имале ова или она, само да ве потсетам дека 3 години лично Зоран Заев лаже дека има датум за почеток на преговори, правеше забави, лажеше за својата оставка сега, почнувајќи од таму до тука, лажеше дека нема да промени устав, лажеше дека ќе чека резултати од истрага за да ја активира оставката на Венко Филипче, а зине, а лаже. Така што ваше е дали вие ќе верувате повеќе на Зоран Заев. Следно прашање. Дали сте во контакт со алтернатива? Ние сме во контакт со сите политички субјекти во Македонија и подаваме рака до сите оние кои што мислат дека Зоран Заев повеќе не вреди да биде начело на оваа држава. Стулковски, по исходот во четвртокот, значи слушаме дека власта постојано кажува дека ќе го укрупни мнозинството, веќе мислам дека за во понеделник најавува дека ќе го објави. Во однос на тоа, кои се активностите на партијата викендов и следните чекори доколку тоа се остава? Ке повторам. СДСМ и Зоран Заев ја киднапираа демократијата во Македонија. Држаа во заложништво пратеник. Никому не смее да му биде забрането да дојде во парламентот и да го даде својот глас или да не го даде својот глас или да делува согласно убедувањата, согласно довербата која што ја добил од граѓаните. Ние видовме пратеник кој што не беше во можност да присуствува на собраниска седница. Сведочењата од пратениците во парламентот се дека дури и пратеничката група, дел од пратеничката група на СДСМ биле затворени во канцеларија, заклучени со одземени телефони. Тоа го добивам од пратениците на ВМРО-ДПМН, од пратениците кои што беа спремни да го дадат својот глас за пат на режимот на СДСМ и на Зоран Заев. Ако вие сметате дека тоа се акции кои што се демократски и дека на тој начин треба да се дојде до некое мнозинство за владење на криминоген, криминален, убиствен режим во Македонија, тогаш во ред. Она што го прави ВМРО-ДПМН е во постојан контакт со сите релевантни политички партии, сите групи во Република Македонија, кои што работат и се залагаат за пад на режимот на Зоран Заев и за враќање на демократијата пред се во парламентот. Имате други прашања? За во врска со буџетот, нели сепак од власта кажаа дека очекуваат да го блокирате. Како ќе настапува ВМРО кон предлог буџетот за идната година и колку амандмани се очекува да поднесувате за тоа? Мислам дека Македонија има многу поголеми проблеми во моментов од она што е некаква замислена лажна слика на Зоран Заев и на неговата свита во режимот пренесена на хартија и наречена буџет. Тоа се нереални проценки, колку што можев да дознаам од оние што стручно се занимаваат со планирање и буџетирање, така што апсолутно не сметам дека сега можам да ви дадам некаков конкретен одговор во таа насока. Она што можам да го истакнам е дека буџет не може да работи во киднапиран парламент. Ниту дека она што ќе се изгласа или не да се изгласа во парламентот ќе биде дел од некакво слободно изразување на волјата на дел од пратениците во парламентот. Повелете. Конкретно, лидерот на алтернатива Африн Гаши вчера во интервју посочи дека е отворен за преговори. Дека првите преговори, бидејќи нели се отпочната определена опозицијска активност, ги остава, ги планира за партијата ВМРО-ДПМН со која заедно нели стоеше зад иницијативата за гласање на доверба. Поентата е дали такви преговори веќе се почнати, дали има некакви контакти или тоа сега за сега се остава зацкриено зад ВМРО-ДПМН е во постојан контакт со сите политички учесници, конкретно за алтернатива ме интересира со сите политички учесници и подава рака кон сите оние кои што сметаат дека треба да падне режимот на криминогената СДСМ и режимот на Зоран Заев. Вклучително, апсолутно со сите велам.